Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска беше во посета на општина Долнени со богата агенда во посета на повеќе населени места во овој регион. Она што беше потенцирано како главен акцент од денешната средба е тоа дека во последните 3 години во општина Долнени биле реконструирани над 40 километри локални и регионални патишта. Она што е битно се каже од ова поле е тоа дека оваа година се започна со реконструкција на главната сообраќајна артерија во овој регион, а тоа е регионалниот патен правец село Црнилиште – Ропотово – Лажани во должина од 17 километри. Инвестицијата е 1,8 милиони евра, а парите се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски. Делницата од селото Црнилиште до селото Ропотово во должина од 11 километри е веќе комплетно завршена, а додека втората фаза од селото Ропотово до селото Лажани во должина од 6 километри се реконструирани половина, односно 3 километри. Останатите 3 километри се планирани да бидат реконструирани во наредните 2 до 3 недели. Исто така, денеска се започна со реконструкција на патниот правец село Дупјачани, село Небрегово во должина од 3,6 километри. Инвестиција од 21 милион денари, средства кои што се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Имено оваа инвестиција од 21 милион денари ќе се реализира во 2 фази. Првата фаза е оваа што ја кажавме пред малку, а тоа е релацијата од селото Дупјачани до селото Небрегово во должина од 3,6 километри, а втората фаза е патниот правец од селото Мраморани до административната граница со општина Прилеп во должина од 1,5 километри. Исто така значајна сообраќајна артерија која што се реализираше во овој регион е изградбата на патниот правец од селото Костинци до манастирот Зрзе во должина од 7,5 километри и инвестиција од 80 милиони денари, пари обезбедени од владата на Република Македонија. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Денеска заедно со моите соработници сум во посета на општина Долнени заради средба со граѓани, но и заради увид на некои инфраструктурни работи кои што се извршуваат овдека во општина Долнени. Тоа го кажав уште минатата година, оваа година ќе го повторам дека општината Долнени неоправдано подолг период бива запоставувана. Дали заради поранешните локални власти, дали заради нешто друго, во секој случај, најмалку од инфраструктурен аспект, општината бива прилично запоставена. Тргнувајќи од тоа, ние во последните години започнавме една поголема акција за средување на овие состојби и можем да кажем дека досега има солидни резултати. Денеска само започнавме 2 патни правца да ги градиме, тоа е од Дупјачани до Небрегово и од Мраморани до границата на општината Долнени со административната граница на општината Долнени со Прилеп. Тоа се само 2 патни правци кои што денеска ги завршивме. Инаку таму се заврши и Мраморани Дупјачани патот до 5,2 километри. Ќе бараме начини и ќе се обидеме да завршиме уште еден пат, а тоа е Дупјачани Дреновци, за кој што денеска граѓаните изразија барање дека тоа им е еден од приоритетите во оваа општина. Не е за сега во планот, но ќе бараме начини заедно со луѓето што може да помогнат околу тоа да се среди и ова патно решение и овој патен правец. Инаку покрај овие патишта, овде во овој период, во изминатите година-две се средија и патиштата патот за Белополе, односно патот за Белополе ќе почне сега во октомври некаде, а се гради и водоводот во населеното место Дреновци, се изгради спортската сала во Житоше, која што минатата година се пушти во употреба. За 3 месеци треба да заврши овој пат кој што овој водовод кој што се прави во Дреновце. Се изгради патот кон Зрзе 7,5 километри, доста значаен за манастирот и огромниот манастирски туризам што сега се случува таму. Во тек е градбата на практично најголемата инвестиција овдека во оваа општина, тоа е патот Црнилиште Ропотово Лажани, во кој што се вложуваат 1.800.000 евра, док е 17 километри, веќе 14 километри се завршени, се проширува исто така тој пат, не само што се обновува, него и се проширува, така што тој пат поврзува едно 7-8 населени места, јас кажав 3, но меѓу нив има уште едно 4-5 помали населени места. Во тек е реконструкцијата, односно прикрај реконструкцијата на Домот на културата овдека во Ропотово, инвестиција 5,5 милиони денари, која што е
буџетска поддршка од централниот буџет за општината Долнени. Колку што разбрав ќе биде завршено во август, го разгледавме и навистина е во завршна фаза и тоа е дом на култура што ќе го користат сите населени места од оваа општина. Градоначалникот на општина Долнени, Боше Милошевски, истакна дека во изминативе 3 години за развој на патната и комуналната инфраструктура во општината биле употребени над 300 милиони денари. Тука предлагам да ја слушнем изјавата на градоначалникот на општина Долнени, господинот Боше Милошевски. До сега можам да се пофалам дека со помош на владата на Република Македонија и со залагањето на локална самоуправа Долнени до сега се асфалтирани 40 километри пат во општина Долнени, што регионални, што локални патишта. Во иднина се планира уште 3,5 километри пат за Бело поле. Да се надеваме дека ќе најдеме решение и за населеното место Дреновци и секако населеното место Вранче до Средорек. До сега се искористени сите средства од ИПА, ВИПАР фондовите. Па 40 кило... пари. 200, околу 300 милиони евра. Не, сигурно не. 300 милиони денари. Добро, 5 милиони евра, така. Така милиони евра. Да, добро. До кога треба да аплицира за овие преостанати 400.000 евра? Може утре да се. Добро. Кога ќе имам аплицирате? готови проекти. Следната седмица. Следната недела ќе... Чекајте, еден проект што имате доставен од нас, дека го работат. Канализација. Да, тој ќе си оди до банката и така Кој натаму. е проект? Канализација Ропото. Ропото, тој. Сега мислам дека правите некој проект за Долнени, независно ваша си обврската. Дојдете кај мене да го погледнеме уште еднаш, да го изработиме кој што треба за поврската. Што понеделник ќе ја барам. Кога станува збор за развојот на патната инфраструктура, да напоменеме дека денеска жителите на селото Дреновци од председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски побара да биде асфалтиран патниот правец село Допјачани, село Дреновци во должина од 3,5 км, при што Груевски вети дека ќе се обидат како влада да пронајдат средства во најскоро време да биде асфалтиран и овој патен правец. Инаку Груевски денеска присуствуваше во посета и на изградбата на повеќе наменското игралиште во селото Ропотово, инвестиција од 9 милиони денари која што се реализира со средства од Агенцијата за млади и спорт, каде што директорот Маријан Спасевски потенцираше дека годинава биле планирани да бидат изградени 75 вакви повеќе наменски игралишта, односно со оваа година да бидат завршени 75 повеќе наменски игралишта на ниво на целата држава. Председателот на ВМРО ДПМН денеска го посети и Домот за култура во селото Ропотово, инвестиција обезбедена преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој, која што чини 5,5 милиони денари. Заменик министерот пак за земјоделство Ванчо Костадиновски оствари средба со жителите на овој регион, кои што пред неколку денови беа погодени од големото невреме, каде што беа оштетени над 560 хектари, особено засадени со тутун и со жито. Костадиновски истакна дека во вторник во Министерството е реализирана средба помеѓу Сдруженијата на тутунари од овој крај, земјоделците и осигурителните компании, за да се најде начин да и оние земјоделци кои што имаат проблем со имотно-правните односи со своите ниви да можат да го осигуруваат својот род. Исто така ќе се проба да се најде начин родот да биде осигурен на родот на тутунот и преку откупните компании. Председателот на ВМРО ДПМН оваа агенда денеска ја заврши со посета на манастирскиот комплекс Зрзе, кој што исто така беше реконструиран оваа година, односно реконструкцијата на конациите заврши оваа година, а инвестицијата изнесуваше околу 90 милиони денари, исто така пари обезбедени од владата на Република Македонија.